Во историското Новосело во Штип, во куќата на семејството Андонови, која се наоѓа во местноста позната како кај Јаворот, спротилоџите, од 20 декември 2014 година се наоѓа Музеот на ВМРО за Штип и Штипско. Во просториите на куќата од староградска архитектура се наоѓа историска поставка посветена на македонската револуционерна организација и борбата на македонскиот народ за автономна Македонија. На изложбениот простор од 160 метри квадратни, во 7 засебни простории сместени се 11 восочни фигури на истакнати дејци на организацијата, најзначени личности од историјата кои потекнуваат или дејствувале во Штип и Штипско. Секој кој ќе го посети музеот, ќе може да ги види восочните фигури на Гоце Делчев, Даме Груев, Миша Развигоров, Донче Штипјанчето, Тодор Лазаров, Тодор Александров, Ѓорче Петров, Петар Попарсов, Владислав Ковачев, Панчо Михајлов и Иван Михајлов. Исто така изложени и зачувани од Завод на времето си етнолошки предмети од социјалниот живот на луѓето од крајот на 19 век, вредни експонати, фотографии, автентични документи, лични предмети и оружје кои им припаѓало на револуционерите. Таму се наоѓаат и историските кама и пиштол, на која се заколнувале новите членови на организацијата, меѓу кои и Даме Груев, во присуство на Гоце Делчев во далечната 1893 година. Историската поставка не би значила ништо посебно за некој кој не знае барем дел од тој период, што се случувало и како дејствувале војводите на комитските чети и сите кои биле дел од пред и по Илинденското востание, доколку нема кој да им објасни поопширно за значењето на артефактите. Историчарот Донче Ефремов објаснува и за останатите ликови од тој период, а еден од позначајните секако е војводата Миша Развигоров, познат и како овчеполскиот кнез. Тој бил тука учител во градот Штип и познат е како штипски војвода. Тој има соработувано со Гоце Делчев, со Даме Груев, со Петар Попарсов и така натаму. Најмаркантната личност која оставила белег за тој период е Андон Тошев, познат како Дончо Штипјанчето, првиот курир на Гоце Делчев. Дончо Штипјанчето, према историските податци, е роден во селото Ерџелија, Светениковско, меѓутоа покасно тој доаѓа во градот Штип и се вклучува во редовите на македонската револуционерна организација, каде што се работува долго време со Гоце Делчев и по негова наредба тој добива задача да носе бомби и оружје во своите вреќи кои што ги носел со транспортен како транспортен материјал на коњи и на магариња во соседните градове. Меѓутоа, кога добил задача 1896 година да носи за Битола и натоварен со коњи и магариња пред влезот на Битола е заробен од турските власти на 19 април 1996 година. Тој е сопрен од нив, но почнал да бега, меѓутоа по кратко време тој бил совладан и затворен во затворот каде што бил осуден на 101 година затвор. Меѓутоа покасно тој бил ослободен и заминува во соседна Бугарија. Сепак, едни од најзначајните личности за кои е поврзана и контроверзна историја, а чии восочни фигури се наоѓаат во Музеот на ВМРО за Штип и Штипско, се Тодор Александров и Ванчо Михајлов. Тодор Александров во почетокот основно образование завршува во градот Штип, а средно училиште завршува во Скопје, после некое време поминува во Бугарија, каде што ја продолжува својата револуционерна дејност. Врше повеќе функции и за некоја си случајност по документите е убиен од Ванчо Михајлов, кој што исто така работи, исто така има завршено основно образование во градот Штип, средно училиште има завршено во Скопје, а понатаму својот живот го продолжува во соседна Бугарија и по убиството на Тодор Александров во 24 година тој станува и секретар на ВМРО, каде што покасно му е забрането престој од Бугарија, поминува во Англија, каде што живее некое време, после се преселува во Рим, каде што се работува со Анте Павелиќ, председателот на Хрватска селска странка.
Од директорот на Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј Штип Митко Штериов дознаваме дека секој заинтересиран кој сака да ги види сите експонати во музејот на ВМРО за Штип и Штипско, во сочните фигури и останатите артефакти, без оглед на состојбата со коронавирусот, може тоа да го стори секој ден, да го посети музејот и да дознае повеќе за историските моменти во периодот од 1893 до 1934 година, за само 60 денари.